Мислам дека тоа и на вистина треба да се случи, се на потек што се вели судскиот совет при Врховниот суд. Мислам дека има надеж тоа да се случи и наназад правдината, значи да дојде за овој критично правен предмет. И јас се сеќавам на мојата прва изјава пред првостепениот суд, реков дека сме далеко од владење на правото, меѓутоа се би рекол дека сме многу блиску до владење на правото. Обвинителот постапи тука согласно законот за јавно обвинителство и законот за кривична постапка, каде што ги ценеше сите докази како во однос на тие што одат на штета на обвинетиот, така и они што одат во корист. Сметаме дека на вистина врз основа на сите изведени докази и сеопфатна анализа на секој доказ поединечно и во една целина, дека овие пресуди мора да се укинат затоа што нема било каков доказ дека обвинетите го сториле делото за кој што се обвинуваат. Имаше различна примена и толкување по однос на законот. Сметам дека правилно не го применуваа законот, затоа што сепак, согласно член 166 од Законот за облигациони односи, државата одговара во ситуација на тероризам, кога има штета од насилство и тероризам, без оглед на вината. Овдека судовите не го применуваа овој член. Сите бранители и полномошникот кои што заедно даваат изјави токму во она насока што го кажа и моите колеги, а тоа е барањето на правдата. И ние се надевам дека тоа така ќе се случи.